civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Господин Клинчаревски, јас мислам дека вие донесовте и ако може да го пуштиме едно од тие видеа или двете, додека вие зборувате за, мислам дека еден од најголемите проблеми на општината Шуто Орисари, кога станува збор за депонирање, односно регулација на отпадот, а тоа се малите диви депонии, кои што не се малку, знам дека е огромен проблем, има доста има доста пишувано и актуализирано било самото прашање во медиумите, но каква е денеска состојбата? Благодарам исто на поканата. Ке се надоврзам на колешката Анета и на заменик министерката. Значи, ситуацијата во општината Шуто Оризари не е проблем со малите депонии. Малите депонии со помош на комунална хигиена, јавното предпријатие на град Скопје и општината има вработено хонорарни комунални работници. Има општината 2 помали камиони, ги собира локални депонии, ги рачистува, меѓутоа нема каде да ги одлага. Тоа е проблемот. Значи, преморани сме ние, во местото Којнски дол се вика, да се паркира камионот комунална хигиена и ние со тие мали камиони да ги складираме и да се носат во Дрисло. Друго решение немаме. Уште поголем проблем, не би рекол дека е со комуналниот разградив отпад. Тој некако се справуваме со него, се разградува. Најголем проблем е интегрираниот отпад. Ја не слушнав од заменичката министерка нешто да каже за интегрираниот отпад. Значи, не само во општината Шуто Оризари, него на ниво на целата република тој е најголем проблем. Спомна заменичката дека регионални депонии се во тек на проекти и на изградба некои, меѓутоа не ја слушам да го спомне Скопскиот плански регион, каде што е предвидено депонија за ваков вид на отпад, во кој ќе го одлагаат отпадот 4 општини. Сарај, мислам дека беше, Чуче Сандево, Бутел и општина Шуто Оризари. Со тоа што тоа нема да бидат класични депонии, него ќе има и објекти со инфраструктура кои ќе го рециклираат и обработуваат отпадот, така да ние многу убаво знаеме дека на запад од отпад прават намеште, права да ви кажам, и други. Исто, интегрираниот отпад. Интегрираниот отпад има закон во странство, на лице ме за тој што гради зграда и ова, дробилка има машина и прават плочки и така натаму и така натаму. Значи, на тоа треба да размислуваме повеќе. Друго, општината Шуто Оризари финансиски не е толку моќна да има. Ние имаме предвидено негде за рачистување на депонии мала сума, смешна сума во рамките на државата зборувам, негде околу 300.000 денари. Тоа е околу 5.000 евра, што стварно не е доволно, бидејќи ние немаме механизација, ние мораме да распишеме тендер и тие помали локални депонии да ги рачистиме. На снимките се гледа колкави се овие депонии, пазете. Значи, овие депонии што ги гледаме се големи депонии. Тие се рак рана во општината Шуто Оризари и во градот Скопје и во Скопскиот плански регион. Ова е снимено со дрон, има повеќе вакви. Сега не би можел да кажам колку од прилика, мислам дека има повеќе од 50.000 тона. Груба проценка. Од Министерството за животна средина пред 3 години имаше една акција, очистивме околу 50 тони. Исто така градот Скопје со бившиот градоначалник имавме една мала акција, меѓутоа не се изчисти овие депонии. И тука е тоа загадување што стварно ние немаме можност како општина сами да го решиме. Сме аплицирале во повеќе меѓународни организации, во институции за државни, меѓутоа не се успело тие да се очистат како што треба. Заменик министерке, еве надоврзете се. Друго само се извинувам да довршам да кажа, што се однесува до собирањето на комуналниот отпад. Точно комунална хигиена е задолжена за тој отпад. Се извинувам министерке што ве прекинав. Се собира 2 пати неделно од дуќаните, меѓутоа нема селекција. Нема отпад од пакување, нема посебно
Да не зборуваме сега за акумулатори, населението таму е социјално загрозено, ги собира и каде ги продава по отпади не знаеме. Исто така да се однесува и за пластиката. Пластика нема, ја собира. Да, за тоа и се надвора се извинувам што ве прекинав, значи да ви ја грубата слика не е само видете се некој ќе рече населението, јас живеам во општина Газибела. Таму работам веќе 10 години. Не е само населението, ние сме го викале и на едукација, сме му давале опомени каде што поставивме камери, пазите и камери поставивме, малку се намале отпадот, комуналниот отпад. Меѓутоа проблемот е што во ноќните часови ние немаме градежен комунален инспектор и инспектор за животна средина, имаме и општинска соработка со градот Скопје и тие се задолжени да вршат надзор и да казнуваат. Дека комуналниот редар има право да казни до 50 евра, помала некоја количина. Сега 40. Да. Исто така немаме соработка со Министерството на внатрешни работи, бидејќи според законот за чистота, член 14 и 14а, се задолжени и тие да ги супираат во ноќните часови возилата со шут с истора нагел и од други општини, пазете, не само од општина Шут и Оризари. Меѓутоа имаме многу слаба соработка и тие префрлаат топката во нашата општина. Ние во градот Скопје, јако и ние покушаваме на многу места, и кругот се повторува, ќе очистиме тоа. Дали постои отпор, да речеме во вашата општина, доколку под предпоставка, тоа имаше во неколку општини во државата, се одлучи за одредена локација да се направи као депонија за било каков отпад. И зошто, например, се појавува тој отпор кај граѓаните? Предпоставувам дека сите сте слушнале, посебно мислам за овие планираните регионални депонии. На локално ниво како размислуваат граѓаните, па ќе продолжиме со вас. Сме размислувале за тоа многу пати, меѓутоа на жалост во општината Шут и Оризари нема детални урбанистички планови. Дел се во собственост мешан состав на државата, дел на приватни лица. И ние да сакаме не можеме да минимум е 100 метри квадратни. Јас го знам законот, го читав за одлагање на слични такви. Тоа е 10 на 10, 100 метри квадратни. И после тоа треба ние да го носиме, пример општината или некоја друга институција задолжена за собирање на отпад, да дојде да го собере. Меѓутоа јас кажав уште еднаш дека во општината Шут и Оризари најголем проблем е интегрираниот отпад, кабастиот отпад зборуваме и тоа да речем има акција преку комунална хигиена да се собере и локација известени се станарите. Меѓутоа тоа силата камионите празни. Наредниот ден на истото место фрлене или скршен умивалник и ние како општина мораме да го собираме. Што ми беше поентата на Што мислите, зошто доаѓа до тој отпор од граѓаните? Зашто доаѓа? Ако веќе општината ги известува граѓаните дека ќе има камион ќе собира таков отпад на таа локација, зошто го пропуштаат тој момент? Мислам, сакам да размислам од позиција, нели, јас сум граѓанин. Еколошката свеска и граѓаните, да, треба да биде на повисоко ниво. Зошто размислуваат така? Зошто размислуваат? И што е потребно еве да го решиме проблемот, како да им ја развиеме свеста? Еве барем на локално ниво. Јас ви кажав дека во соработка со градот Скопје е барано кабастиот отпад да се собира не еднаш во 3 месеци, него да има акција 2 пати месечно. Меѓутоа, ние немаме средства и камиони да ги носиме во Дризла. Меѓутоа, градот Скопје и комунална хигиена имаат малку 1 до 2 камиони, пазете, и 1 багер има. Колку пати сме барале од комунална хигиена да ни помогне бар дел да рачистиме од оваа депонија. Тие кажуваат дека не се задолжени тие, дека се само за комуналниот отпад и ние сме приморани некогаш да најмуваме машини и да даваме дел од таа програма што ви кажав да рачистиме некоја депонија. Еколошката свеска и населението на ниско ниво, пазите на нив им е полесно да најдат некој малолетник, кантите да ги фрлат во кола со коњи и тоа дете ги носе некаде малолетник, а според законот за малолетници ние не смееме да интервенираме, пазите. Треба да има старателство него, не можеме ние го казваме исто и полицијата. Значи, има и такви случаи што ние не можеме да ги решиме, пазите. Затоа во овие подзаконски и законски акти
Треба нешто да се додаде според мене. Исто така, да не видам, да не должам многу, една многу важна работа заборава Министерството и за транспорт и врски и за животна средина. Кога се прават проекти, основни проекти за градба, да речеме се прави предмер и пресметка. Толку ископи, толку шут, толку отпад, толку ископана земја, ќе се носи во депонија до 10 километри, пример. Не може тоа така. Значи, треба да биде образан тој што гради, законски, да си го носи во дризла и да си плати за тоа и на крај, кој ќе заврши со градбата, да му технички прием да се изврши или од надзорниот орган или од посебна комисија. Како доказ, пазете. И тука би се намалил отпадот, пазете. Многу би се намалил. Меѓутоа се уште функционира одобрение за градба, метри кубни толку отпад, се носи до депонија и не е дефинирано никаде. Значи, во тие проекти треба да биде дефинирано таму и таму и таму. И тажно дека уште на овие простори во 21 век постојат такви места за живење со оглед на тоа дека излезе дека граѓаните што живеат таму живеат на депонија. Каква е, поминаа доста години, каква е состојбата? Состојбата е на пат да се подобри многу, ќе ви објаснам зошто. Брсјашка буна и уште две други улици се најдолгите улици во општината Шутово Оризаре. Е густо населена, пазете. Немаше фекална канализација тој дел, или имаше стара Софи 200 која не можеше да ја собере фекалната канализација и наместо да ја прима извираше. Пазете. И кога ќе врнеше дожд, уште полошо беше. Меѓутоа, благодарение на Министерството за транспорт и врски, на почетокот и на Министерството за животна средина, аплициравме и дел од таа улица се направи атмосферска канализација. Фекална канализација, пардон. Фекална, зборувам за фекална. ФИ 400. Меѓутоа, ние аплициравме во Министерството за животна средина, остана, зборувам за улицата Брсјашка буна, уште негде околу 285 метри, и таа фекална канализација треба да се повреди со селото Горно Оризаре, бидејќи селото Горно Оризаре немаше фекална канализација, имаше септички јами и се загадуваше животна средина. Ние аплициравме до Агенцијата за рурален развој и изградивме фекалната канализациона мрежа која со главниот крак треба да се спојува со улицата Брсјашка буна што е фекалната канализација. Останати се уште 285 метри, тоа е негде околу 5 милиони денари. Аплициравме на повеќе места и во првата прилика општината ако собере средства, ние приоритетна задача да ја решиме фекалната канализација. Има уште една работа. Немаше атмосферска канализација. Меѓутоа, улицата Хаджи Јован Шишко, каде што е општинската и улицата Брсјашка буна, се направи атмосферска канализација. Тоа кошташе негде околу 3 милиони евра, мислам. Со благодарение на тафти на владата, тие средства наместо за аеродромот што беа предвидени во Штип, се премнеменија дел и ги направивме. Сега конкретно за улицата Брсјашка буна зборувам за реконструкцијата. А што е со отпадот на што се вели буквално живееа луѓето врз него? Ќе ви кажам, тој значи проблем се среди со сега на поради канализацијата? Да ви известам само поради изведбата на овие градежни работи, значи фекалната канализација, атмосферската сега скоро се заврше. Ние имаме аплицирано во агенцијата Бирото за регионален развој. Очекуваме за Брсјашка буна сега да целата реконструираме. Бидејќи имаме и фекална на тој дел, имаме и атмосферска канализација. Со тротоари нормално. Дел од тој отпад што е на улицата Брсјашка буна се собира секојдневно, имаме комунални и што чистат, што мијат и што товарат во нашите камиончи, кои ги товараме во камионот на комунална хигиена. Да. На граѓаните таа улица, споредбено со 2014-2015 има многу подобро. Сега грдо изгледа бидејќи е раскопана, меѓутоа наскоро ќе урбанизираме бидејќи донесуваме паралелно и детални урбанистички планови.
многу треба да се направи, на жалост. Меѓутоа, јас мислам дека ако на запад се носат по 3 канти, се собира отпад, се селектира, пазете, се товарува последни возила. Ние беше речено дека ќе има 2 канти секој домаќинство или некој правен субјект, меѓутоа уште една канта. Све се става во една канта и нема шанса. Решението по мене било освен едукација на населението, тоа е задолжително, да се направат тие собирни регионални центри со потребната инфраструктура, пазете. Да речеме комунален органски отпад, зашто да не се произведува газ, пример, биогаз, или од шутот, од керамиди, од тули да се прават бекатон плочки или плочки. Знае заменик министрата дека има, значи, тоа е решението и тогаш нема да има отпад, верувајте ми, да има некоја стимулација за тие што интегрираниот отпад го фрлаат каде било, да речеме, ако на крај го даде тука отпадот со потврда дека го предал, да му се намале дел од комуналите, пазете. Има за све решение да се стимулираат малку и граѓаните треба. И нема да има воопшто отпад, по мене. Тоа е моето размислување. Има и многу други работи што сега не би можеле да ги civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.